Министерот за односи меѓу заедниците, Иван Стоилковиќ, на Facebook објави видео од канцелариите на 7 отпуштени вработени од неговото министерство, откако Дуј го обвини за дискриминација на албанци. На снимката се прикажува состојбата во канцеларијата што, според Стоилковиќ, ја оставиле службениците кои биле отпуштени пред 2 дена. Тој наведува дека станува збор за лица поврзани со Дуј и дека по документирањето на состојбата биле испратени дома. Владата најавува нов инвестициски бран со 3 странски инвестиции од Германија, Турција и Грција, вредни меѓу 110 и 120 милиони евра, кои треба да отворат над 1500 нови работни места. Премиерот Христијан Мицкоски информира дека инвестициите ќе бидат во автомобилската индустрија, високите технологии и фармацијата, со производствени капацитети во Тетово и Скопје. Според него, станува збор за силен инвестициски циклус насочен кон намалување на невработеноста, која според Државниот завод за статистика е намалена на околу 91.000. Владата очекува до 2026 година да се постигне едноцифрена стапка на невработеност, со рекордни 40 милиони евра за активни мерки за вработување. Генералниот директор на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски, најави зголемување на партиципацијата за здравствени услуги во државните болници, прво по повеќе од 10 години. Специјалистичкиот преглед ќе поскапи од 380 на 720 денари, додека интернистичкиот пакет ќе се зголеми за околу 50%. Со ова, Фондот за здравствено осигурување очекува дополнителни околу 1 милијарда денари годишно во здравствената каса. Клековски најави и дека во 2026 година позитивната листа на лекови ќе биде проширена 3 пати, со фокус на кардиоваскуларните терапии. Дипломатот Дмитрий Зиков е именуван за нов амбасадор на Руската Федерација во Република Македонија, со указ подпишан од рускиот претседател Владимир Путин. Со одлуката, Путин го разреши досегашниот амбасадор Сергеј Базникин, кој по враќањето во Москва ја презеде функцијата раководител на одделот за историја и документација во Руското министерство за надворешни работи. Зиков, кој има 57 години, претходно беше заменик директор на вториот европски департмент во Руското министерство за надворешни работи и го носи рангот вонреден и ополномоштен амбасадор прва класа. Јавното претпријатие Путеви Србија предупреди на снег, влажни коловози и можност за поледица во повеќе делови на Србија. Според извештајот на зимската служба, снег до 5 см има на патиштата околу Иваница, Зајачар, Врање, Ниш и Нови Пазар. Проодни се пристапите до зимските туристички центри, но се препорачува внимателна возачка. Надлежните алармираат и на зголемен ризик од одрони во клисурите, особено во регионот на Зајачар, како и на можност од поледица поради ниските температури. Бројот на странски туристи во Турција во ноември достигна речиси 3 милиони, покажуваат податоците на Министерството за култура и туризам. На годишно ниво, пристигнувањата се зголемени за 2,6%, а во периодот јануари-ноември земјата ја посетиле над 50 милиони странци. Се очекува 2025 година да заврши со нов рекорд од околу 53,5 милиони туристи. Русија и Германија остануваат водечки пазари, а туризмот продолжува да биде клучен двигател на економијата, со рекордни приходи над 61 милијарда долари. Германија во догледна иднина нема да учествува во меѓународните сили за стабилизација за спроведување на мировниот план за Газа, изјави германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефол. Тој нагласи дека германски војници нема да бидат дел од мисии со директни безбедносни задачи во регионот. Берлин, сепак, е подготвен за конструктивна улога во рамките на Обединетите нации и за посредување, со акцент на безбедноста на Израел. Вадефол повика на брз почеток на втората фаза од мировниот план и предупреди дека поделбата на Газа не смее да стане трајна. Председателот на САД, Доналд Трамп, соопшти дека американската војска извела моќен и смртоносен напад врз милитанти на Исламска држава во северозападна Нигерија. Нападот, според Африканската команда на САД, бил спроведен во координација со нигериските власти во државата Сокото. Нигерија потврди дека станува збор за заедничка антитерористичка операција, без верска позадина. Трамп порача дека САД нема да дозволат радикалниот исламски тероризам да напредува, а американскиот министер за одбрана ја поздрави соработката со нигериската влада. Лидерот на Северна Кореја, Ким Јонг Ун, најави дека земјата ќе продолжи со развој и зголемување на производството на ракети во следните 5 години. За време на посетата на погон за муниција, тој оцени дека ракетниот сектор е клучен за одвраќање од војна. Ким нареди проширување на капацитетите и изградба на нови фабрики, а плановите ќе бидат разгледани на партиски конгрес во 2026 година. Најавата следи по информации за нуклеарна подморница и тестирање ракети со долг дострел. Венецуелските власти ослободија најмалку 99 лица уапсени по спорните председателски избори во 2024 година, по кои Николас Мадуро беше реизбран.
според управата за затвори, секој случај бил поединечно разгледан и биле одобрени мерки на предпазливост. Меѓу ослободените е и 65-годишната лекарка Марги Ороско, која претходно беше осудена на 30 години затвор поради критика на претседателот. Активистите предупредуваат дека лицата се пуштени под услов и не се целосно слободни. Најмалку 10 лица загинаа, а 32 се повредени во тешка автобуска несреќа во источната мексиканска држава Веракрус. Несреќата се случила во градот Зонтекоматлан, додека автобусот патувал од Мексико Сити кон селото Чиконтепек. Локалните власти соопштија дека меѓу жртвите има 9 возрасни лица и едно дете. Сообраќајните несреќи со автобуси се чести во Мексико, најчесто поради пребрзо возење или технички дефекти. Времето денеска наутро облачно, во крајните југозападни делови со услови за слаби врнежи од дожд и снег. Во текот на денот времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје променливо облачно време. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Според управата за хидрометеоролошки работи, вистинскиот студ доаѓа за време на викендот и во првите денови од следната седмица. Утринските температури насекаде ќе се спуштат под нулата, што ќе донесе мраз и ветри, но екстремно студени утра.